Градоначалничката на општина Кисела Вода Бејти Стаменковска Трајковска уствари средба со професор доктор Владко Неделковски, декан на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Нови работен состанок се дискутирало за унапредување на можностите и квалитетот на наставата по физичко образование во основните училишта, како и за важноста на незината инклузивност. Средбата представува почеток на институционална соработка меѓу општина Кисела Вода и Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, насочена кон подршка на наставниците, промоција на здрави навики и создавање инклузивна средина во спортот и образованието. Како прв заеднички чекор постигнат е договор наставниците по физичко образование од основните училишта во општина Кисела Вода да поминат обука за работа со деца со посебни потреби, која ќе започне во декември, велат од општината. Оваа обука има за цел да обезбеди пристапност, разбирање и соодветен пристап кон секое дете, со што ќе се придонесе кон нееднакви можности и поголема интеграција во наставниот процес, истакнува Стаменковска Трајковска. Во општина Ѓорче Петров пуштен е во употреба новиот спортско-рекреативен комплекс на Шицка, место за спорт, дружба и детска насмевка, информираат од локалната самоуправа. Комплексот содржи детско игралиште со антитравматска подлога, фудбалски терен со вештачка трева и баскет терен со нова подлога, информираат надлежните. Ова е дел од нашата визија спорт во секоја населба, можност за секое дете и живот со квалитет за секој жител. Работиме, градиме, менуваме. Ѓорче чекори напред, порача првиот човек на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Од јавното предпријатие улици и патишта Скопје информираат дека се поставени нови заштитни столпчиња на булеварот Борис Трајковски и е извршена санација на оштетените заштитни столпчиња на градските сообраќајници. Екипите на јавното предпријатие улици и патишта Скопје, кои одржуваат сообраќајната опрема на градските сообраќајници, почнаа со поставување на нови заштитни столпчиња на булеварот Борис Трајковски. Заштитните столбови се поставуваат во насока од крстосница со улица Народни херои кон населбата 11 октомври. Покрај поставувањето на новите заштитни столпчиња се санираа и оштетените заштитни столпчиња на другите градски сообраќајници, информираат од предпријатието. Заштитните столпчиња се поставуваат со цел зголемување на безбедноста на пешаците и велосипедистите. Младите македонски таеквондисти продолжуваат со успесите на меѓународната сцена. На Европското пионирско првенство што се одржа во Атина, нашите млади представници освоија 2 бронзени медали. Давид Петковски се закети со бронза во категоријата машки пионири до 36 килограми. Во полуфиналето беше совладан од Шабазов Умут од Азербеџан со 12-0. Бојана Вилковска пак освои бронзен медал во апсолутна категорија. Во полуфиналниот меч беше поразена со 2-1 од надпреварувачката која подоцна стана европска првенка. Вилковска ја доби првата рунда убедливо, но следните две ги загуби за нијанса. Во насока на транспарентно и отчетно работење, со цел директна комуникација со жителите, градоначалничката на општина Кисела Вода Бејти Стаменковска Трајковска од оваа сабота почнува со приемни денови за граѓаните. Како што информираат од општината, на овој начин се воспоставува отворен и непосреден контакт со жителите, што ќе овозможи поефикасно решавање на нивните проблеми и унапредување на квалитетот на животот во општината. Приемните денови ќе се одржуваат во просториите на општина Кисела Вода. Заинтересираните граѓани можат да ја закажат средбата секој работен ден, од понеделник до петок во периодот од 8 до 16 часот, на телефонскиот број 02 2785 401. По пријавувањето, граѓаните ќе бидат дополнително известени за точното време на нивната средба. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.